Во центарот на градот во познатото Влашко мало се наоѓа еден од најимпозантните архитектонски објекти во Битола. Преку оградата ѕирка камбанеријата на црквата Свети Великомаченик Димитри. Препознатлива по својот барок стил со лиена фасада, започнала да се гради во 1906 година. Ја граделе виенски мајстори со материјали кои ги набавувале од Солун, а градбата ја завршиле во 1909 година, кога Битола станува центар на румелискиот вилает. Оваа куќа со единствена релјефна фасада во себе крие богата историја, бурно минато и низ годините имала многу намени и функции. Токму за приказните кои се кријат во ова парче историја, поразговаравме со еден од наследниците, Диоген Хаџикоста Милевски. Најпрво била приватна собственост, меѓутоа понатаму заради незината близина до црквата, таа била и црковен имот во времето кога грчката патриаршија била овде во Битола. Во периодот после Првата светска војна, во куќата била воен објект. Исто така во еден период куќата била и пошта во бугарско време, а исто така, после завршувањето на Втората светска војна, куќата била во собственост на војската и во неја живееле повеќе од 16 фамилии, во секоја просторија живеела по една фамилија. И ова е периодот кога мојот дедо и баба всушност се враќаат овде назад во Битола, и мојата баба нашла една соба слободна која што еден од собствениците кои што живееле тука немал дозвола за да ја користи таа соба и така всушност повторно се враќаат во куќата и полека како што се иселувале луѓето, фамилиите, воените лица, таа ја повторно ја завземала, условно кажано, куќата. Инаку целата приказна е дека оваа куќа всушност ја гради таткото на мојот прадедо, Наум, кој што се богати власи, кој што од Гопеш, со потекло од Гопеш, доаѓаат тука, купиле еден голем имот од неколку браќа турци и всушност тука постоеле неколку куќи, меѓутоа од сите нив останала денес само оваа куќа. Сигурно твоите баба и дедо ти кажувале некои приказни од минатото, историјата. Има ли нешто интересно кое што ти останало во сеќавање? Па да, една од најинтересните, да речем најтака, условно кажано забавни приказни е, мојот прадедо Александро имал првата агенција за посредување за работа во странство, а тие биле и партнери со White Star, компанијата која што всушност го поседувала Титаник, и благодарение на партнерството со White Star мојот дедо добил два билети за првото возење, прадедо добил два билети за возење за првиото пловење на Титаник, меѓутоа мојата баба не била расположена и не отишле на патувањето за наша среќа. Специфичната градба и амбиент ја препознале и многу филмаџии, кои своите сцени ги снимиле токму во и околу резиденцијата Хаџикоста Милевски. Фасадата, но и скалите може да се препознаат во повеќе филмови. Тука во овој простор е сниман еден значителен дел од надворешните сцени на филмот Балканот не е мртов, кој што е интересна сторија за сплет на историјата за Елени Каринти и Мустафа Кемал Ататурк и приказната македонската крвава свадба. И всушност овој објект го представува домот на Елени Каринти. Исто така овој објект се снимани сцени за филмот Трето полувреме, понатаму снимани се исто така снимани се сцени за Раде Шербеџиев филмот Ослободувањето на Скопје и последно да речем кое што е снимано, тоа е за Црвениот поет, кој што е моментално во фаза на продукција, исто така има и во тој филм сцени. Меѓутоа, она што е специфично е дека овој фамозен влез, да речем,
е препознаен од многу млади луѓе и ние имаме задоволството ова локација да биде локација на која што ти ја одбираат за своите свадбени фотографии. И всушност тоа му дава една посебна енергија и шарм на целиот двор, зашто тие млади луѓе доаѓаат овде со таа позитивна енергија. Но не е само самиот објект. Тука е и дворот, зеленилото, шаренилото на цвеќиња кое пленува. Тука се вложува многу напор, но и љубов за овој двор секогаш да изгледа безпрекорно, пријатно за секој посетител. Па тоа за мене представува љубов заради тоа што да, значи жртва време заради тоа што особено во летниот период си бара континуиран ангажман. Меѓутоа едноставно тоа е еден простор кој што јас го имам замислено како место во кое што едноставно јас уживам и го правам за луѓето кои што се близу до мене, да можеме сите заедно да уживаме, а природата кога и даваш љубов, кога внимаваш, кога си внимателен, кога ги посветуваш внимание, повеќе кратно ти враќа и едноставно тоа е начинот на кој што јас сакам да делувам на моето обкружување, да создадам нешто убаво кое што мене ќе ми предизвика задоволство, меѓутоа и на сите оние кои што ќе имаат можност да влезат, да поминат некое време овде, да се почувствуваат убаво. Оваа импресивна градба е едно од најомилените места за фотосесии, но и свадбени фотографии. Самата целина ја раскажува приказната за еден споменик од историјата, кој ќе раскажува интересни приказни за минатото на идните генерации.